Двајца познаници се договориле на необичен и помалку бизарен начин да дојдат до заработувачка, обидувајќи се со препродажба на исфрлени продукти од депонија да остварат добивка. Сепак, нивната намера е откриена и се очекува соодветна законска санкција. Според извештајот на секторот за внатрешни работи, надворешната канцеларија за криминални работи од Виница поднела кривична пријава против 41-годишниот З.А. од виничкото село Јакимово, како и против 50-годишниот М.К. од селото Ангелци, општина Василево. Против нив имало основи за сомневање дека сториле кривично дело производство и пуштање во промет штетни прехранбени и други продукти. Од полицијата потврдуваат дека З.А. бил забележан како од градската депонија на Виница, со која што стопанисува јавното предпријатие за комунални услуги Солидарност, собирал исфрлени прехранбени продукти, а потоа ги преработувал и произведувал чоколадни пити за продажба. На 28 март годинава, второ пријавениот М.К. од него купил 13 пити црно чоколадо завиткано во најлонска фолија со вкупна тежина од 231 кг, потоа 4 вреки со рефус бисквити со вкупна тежина од 67,5 кг и 5 вреки рефус чајни колачиња со вкупна тежина од 108 кг. Според полицијата, нивната намера била по преработката производите да ги пуштат во промет. Инаку, ова не е прв ваков случај во регионот. Пред неколку години од истата депонија 39-годишно лице од Кочани собирало сладки кои таму биле фрлени од фабрика за кондиторски производи, а потоа ги препакувал и ги продавал поевтино. Тогаш тој заработи кривична пријава од полицијата, а за среќа по продажбата на неговите производи немаше пријава за затруеност меѓу граѓаните.